Започнува новиот милениум. Пречекот на новата 2000 година е како пречек на една голема нова година. Пречек на новото илјадалетие. Затоа во целиот свет, па и во Македонија, се чувствува поголема еуфорија. Очекувањата од новото што треба да дојде се поголеми. Очекувањето на новото секогаш е проследено со верување за складност, рамнотежа и нова, се уште неистрошена животна свежина. Пред нас е складот и хармонијата. Барем во тоа сакаме да веруваме. Болната точка во развојот на младата македонска држава е периодот на транзицијата. Започна со самото осамостојување и сите верувавме дека тој процес мора или треба еднаш да заврши. Сите верувавме дека знаевме многу за социјализмот, се обидувавме да ги сватиме и разбереме механизмите на капитализмот, но никој не успеа прецизно да го објасни и протолкува преминот од социјализам во капитализам. Владата на Македонија се обидува со низа економски мерки да ги стабилизира и ублажи последиците од долгиот и тежок транзицијски период. Коалицијата која владееше во државата 2000-та година, значи дојде ја извои победата на изборите 98 на бранот на економски очекувања, односно добивме ВМРО ДПМН која беше на известен начин, да речам, култивирана или цивилизирана со присуството на демократска алтернатива, која требаше да биде оној фактор која ублажува инаку националистичката, да речам, реторика и пристап на тогашното ВМРО. 2000 година беше година на успеси. Година на многу реформи кои што се започнаа, се завршија и дадоа одлични резултати и покрај тоа што имаше многу стравување дали ќе се завршат. Прецизниот Бишваџит Банерчи од Меѓународниот монетарен фонд веќе 6-ти ден врши проверка докаде сме со реформите. Главните менаџерски тимови со рапорт за сториното во ресорот и со заложба за реализација на економската политика во 2000-та. Воведувањето на фискализацијата и на данокот на додадена вредност, неколкуте склучени аранжмани со Меѓународниот монетарен фонд и ревизија на започнатата приватизација се сериозни чекори на македонската влада во подобрувањето и стабилизирањето на економската слика за младата македонска држава. Се започна најпрви со поведувањето на данокот на додатна вредност или популарно ДДВ. Воведувањето на данокот на додатна вредност во секоја држава представува еден потрес. Годината кога се воведува еден таков данок е доста тешка и критична за една буџетска политика. Меѓутоа нема бегање од тоа. Но нема бегање, кога тогаш мора тоа да се преживее. Мораме да поминеме преку тоа. Што и да биде,
колку и да ни биде тешко, колку и да има проблеми, колку и да ни треба труд и по било која цена ние мораме да го введеме данокот на додатна вредност, кој што е пракса во сите западни и не само во западните земји и кој што на долг рок на Македонија ќе донесе многу добри можности, многу добри резултати во пребирањето на данокот. Ги држив да изгинете. Знаев што правам, знаев каде одам. Точно ги имав пресметано сите ризици и можните одговори на тие ризици. Се сеќавам некаде во март 2000 година, значително порасна притисокот на јавноста, вклучувајќи ги медиумите, независни експерти, опозиција и така натаму. Тој почна се пресликува и на министрите во владата. На една од седниците министрите ме прашаа што правиме, дали си свесен каде одиме. Веќе не можеме да најдеме економски експерт што се појавува во јавноста кој што не збори против ова. Дека ќе пропаднеме, дека ќе се случи хаос, дека ќе има големи проблеми. Јас категорично тврдев дека се ќе биде во ред и дека не треба да има стравување. На крајот се сеќавам во последните неколку дена пред воведувањето ми се јави тогашниот премиер Георгиевски и ме рече: дали си сигурен во ова што го правиш, дали си длабоко во себе сигурен? Да, кажа дека сум длабоко во себе сигурен и дека знам дека ќе биде добро. Дали си свесен на последиците доколку тргне на лошо и што може понатаму да биде? Реков да, свесен сум и подготвен сум да ја преземам одговорноста доколку дојде до некаков лош развој на настаните. Имаме остварување од 11 милиарди 350 милиони денари, што отприлика значи околу 22-23% повеќе од планираното. И можам да заклучам дека данокот на додатна вредност во најголем дел успеа да ја собери целата даночна евазија. Приходите во буџетот почнаа драстично да растат, без при тоа да имаме некое зголемување на даноци или така нешто слично. Со други зборови, многумина што дотогаш не плаќа, создаваа сива економија. Многумина кои што дотогаш на некој начин наоѓале начини да не го плаќаат данокот на сметка на оние кои што го плаќале данокот, правејќи ги тие што го плаќаат данокот понеспособни, побудали и така натаму, едноставно беа приклештени да мора да влезат во системот и да се намали нелојалната конкуренција во државата. Стана јасно дека државата е заеднички дом на сите, иако дома плаќаш струја, вода, комунали, ме разбирате и телефон, државата која сватиш како твојот дом, во неќе плаќаш данок, за да има струја, вода, образование, здравство, улици и патишта. Фискалните сметки се дел од сите спортски успеси. Затоа, побарај фискална сметка, за да добиеш поквалитетен живот. Министерство за финансии, за заедничко добро. 2000 година нашата екипа се подготвуваше да учествува на Олимписките игри во Сиднеј. Меѓу екипата беше и нашиот носител на медаљите од претходните светски и европски првенства Могамет Ибрахимов. Тој настапи изворедно подготвен и едноставно знаете дека освои првата медаља бронзена за Македонија. Дојде иранец кој беше светски првак да се бориме и тоа предходно на 3 месеца пред Олимпијата отидовме у Египет на еден турнир во Александрија. Иранецот го победи нашиот, значи изгуби, ами тоа изгуби тактички. Тој го познавав ја многу длабоко дека фаќа за една нога, нашиот имаше специјалност. И сите очекува, ја викав, бев убеден 100% дека ќе земеме медаља. И публика, и наши спортисти, све, и како ќе земеме? Гледате, полека негова минута е последната минута. И иранецот го тера влегове у нога и овај го фаќа исто така. Со голем една амплитуда и на сред струнјача го тресна и зема медаља. Тоа беше еуфорично, убаво за целиот македонски народ, со многу јавување, со многу телопи дека Македонија веќе медалист и меѓу светот борачки, меѓу светот спортски, меѓу олимписките, да еден млад олимписки комитет освои медаља, што беше голема гордост за сите нас.
Паралелно со воведувањето на данокот на додатна вредност и со мноштвото состаноци што ги има секој ден за таа работа, паралелно работев на состаноци за спроведување на денационализацијата. Ни беше зацртано денационализацијата како закон да се донесе во месец март 2000 година, а неговото спроведување да започне 6 месеци подоцна, односно во септември 2000 година. Тоа го објавивме на јавноста и не бевме подготвени да остапиме од тоа. Бевме цврсто решени тоа да го задржиме и да се исполни така како што сме го ветили на јавноста, иако пред изборите тоа го немавме ветено, но го ветивме тогаш, кога јас дојдов во Министерството за финансии како министар. Помогнаа многу луѓе, направивме одличен тим, го поканивме професорот Стефан Георгиевски, кој што вреди да биде спомнат во една ваква прилика за неговиот труд и ангажман во подготовката на измените и дополните на законот за денационализација. Професорот Гале Галев исто така се вклучи огромен тим од Министерството за финансии. Јас лично, исто како за ДДВ-то, се фокусирав на оваа реформа. Потрошев по неколку часови дневно за подготовка на оваа реформа и конечно кон крајот на март се донесе во парламентот овој закон. И тогаш имаше противници, имаше критичари и така натаму. Но законот се донесе, ветивме дека ќе почне неговото имплементирање од септември 2000 година и точно на 1 септември 2000 година ги поделивме првите решенија за денационализација и на една голема група граѓани кои што беа во првиот бран на денационализација им доделивме решенија за враќање на нивниот одземен имот или имотот одземен на нивните предци за време на социјализмот, претежно во годините после Втората светска војна. Они иду, али српска војска и полиција долази. Катар! А Шиптар нече да постои! Ќе остане ли Македонија вистинска и единствена оаза на мирот и покрај случувањата во соседно Косово? Ова прашање го постави актуелната политика, но неговата тежина, важност и суштина длабоко продре во свеста на обичниот македонски граѓанин. Се изнагледавме од ужасите на војната на просторите на поранешна Југославија и некако скришно се надевавме и верувавме дека во нас постои свест и сила да одолееме и да го зачуваме мирот. А на Балканот, тоа е веќе друга приказна. Косовската војна во регионот измести многу работи. Политички, безбедносно, измести многу работи. Практично се направи реконфигурирање на Балканот, кој уште трае. Некои прашања не се затворени, некои се до половина решени, некои народи во регионот се многу незадоволни, некои се задоволни, некои се рамнодушни кон тоа што се случуваше. Меѓутоа, по мое убедување, после независноста на бившите југословенски републики 1991 година, ова е најголемото геополитичко тектонско пореметување во регионот. Балканот тој период уште не беше безбеден. Косово беше една точка нестабилна, која што беше како темпирана бомба, која што може да експлодира и тука да и околните држави, вклучувајќи и нас, да не вовлече, бидејќи поголемиот дел од албанците се интимно врзани со Косово и повеќе за Косово се секира отколку за некои наши работи. Македонските албанци почувствуваа дека во тој момент со Косовската војна или војната за Косово 99-та се води битка практично за се албанската кауза во регионот. Че тие имаше многу луѓе кои од тука отидоа на Косово, македонски албанци, да се борат за таа кауза на Косово. Имаше за сето време, ја би рекол сосема логична логистичка поддршка на луѓето од тука кон нив. Многу борци на УЧК на Косово доаѓа, ако беа повредени, ако беа ранети, ако им требаше било какво прегрупирање, доаѓа на македонска територија во тие гранични зони, па се враќаа назад. Крајно невнимателно беше од политичките структури тоа да го подценат, тоа се гледаше од авион, дека после Кумановскиот договор УЧК структурите се слободни и тие можат да притиснат за промена или подобра позиција или условно кажеме помош на позициите на македонските албанци во Македонија.
Иако Косово веќе беше ослободено, се уште постоеше тензија и веројатност за проширување на конфликтот кон Македонија. I believe the future of the region is good. Двилјадата година посебно беше бурна и за суседството, посебно во Србија. Во Србија од војните имаше многу ратни профитери, имаше многу криминалци, многу војници остана без работа. Тие нема друга работа, освен да се занимаваат со криминал. И имаше многу големи мафијаши, Аркан, Ашанин и плејада криминалци кои што, за жал, почна да им стануваат херои на Белградската младина. Но со држава нема играње. Кога заврши нивната улога, државата ги среди. На 15 јануари, во лобито на елитниот белградски хотел Интерконтинентал, беше убиен Желјко Ражњатовиќ Аркан, еден од најозлогласените криминалци и воени злосторници на Балканот. Инциденти се можни од овој тип, меѓутоа вие не можете да имате мафија која е посилна од државата никогаш повеќе на Балканот. Следеше падот на Милошевиќ. Крајот на режимот на Милошевиќ, освен пресудното значење за идниот развој на Србија и Црна Гора, представува исклучителен настан и за целиот регион. За прв пат, по распадот на Југославија, во сите држави во регионот, на власт се етаблираат демократски влади, кои се посветени на регионалната соработка и интеграција во европските и евроатлантските структури. Во последен момент, всушност, Србија или српскиот народ доби шанса да биде спасен. На некој начин може да се третира ова дека исчезнува лошиот дух од Балканот, околу кого беа сврзани 4 балкански војни и симнат е еден, би рекол, повеќе имагинарен ѕид кој успеа еден човек во рок од 10 години да го препречи во менталната сфера на граѓаните на Србија. После падот, паѓањето на Милошевиќ и уште неизбрана новата влада на Джинџич, која дури од декември беше избрана, се случи настани во Јужна Србија, прво политички настапи, а потоа и директни оружени истапи, конфликти, дојде до формирање на така нареченото ОВПМБ. Балканскиот воен оган беше изгаснат, но жарот се уште тлееше и топлината на широко се чувствуваше. Македонската политика презема низа активности за да се донесе цврст мир и меѓусебно разбирање помеѓу народите и државите на Балканот. Во таа насока беше организиран вонреден самит на процесот на соработка во Југоисточна Европа, кој се одржа во Скопје. На наша иницијатива и покана претседателите и премиерите на земјите членки на процесот за соработка на земјите на Југоисточна Европа се одзва и изразија спремност да расправат за безбедноста и стабилноста во регионот и така да разговараме околу просперитетот, околу заедничката иднина на регионот, да се координираат, можно да се координираат дел од активностите на она што значи наше побрзо интегрирање во Европа и евроатлантските интеграции и на некој начин усогласување на напорите кои одат во правец на што побрза имплементација на пактот за стабилност. Македонија очекува еден постабилен Балкан и една
поголема соработка на балканските држави и нормално на некој начин тоа е индиректна потврда на улогата на Македонија која има во оваа деценија во Балканот. Нормално тоа малку символично се совпаѓа со тоа што ние ова година сме преседавачи на процесот за Југоисточна Европа, што ни ја дополнува таа слика, меѓутоа верувам дека тоа ќе биде една добра конференција и ќе се вклопи во оној нов дух кој ние го бараме за Балканот. Самитот, кој се одржа непосредно по падот на Милошевиќ, на одреден начин ги верификуваше позитивните промени во регионот преку присуството на новоизбраниот председател на Сојузна Република Југославија, Воислав Коштуница. На билатералната средба меѓу председателите Трајковски и Коштуница, одржана на маргините на Скопскиот самит, беше договорено интензивирање на преговорите и скорешно затворање на најгорливото отворено прашање во односите меѓу двете земји – демаркација на меѓусебната граница. Таа граница си постоеше и пред тоа, и по тоа, и сега, и понатаму се подпишува и други договори. Таа со распадот на поранешна Југославија беше тоа спаѓање речено дека административните граници на државите што ја сочинува поранешна Југославија се државни граници на државите кои произлегува таа тогашна држава. Од првиот ден, откако влегов во Министерството за финансии, почнав да работам на тој случај како да им се вратат парите на граѓаните кои што имаат стари заробени девизи. При тоа морам да кажам дека ние немавме како семејство стари заробени девизи, значи не беше некој личен мотив, туку беше една грижа која што не оптоваруваше сите нас и беше еден баласт останат од декадата по земањето независност на Република Македонија. Би рекол, многу граѓани веќе беа почнаа да подзабораваат, да се откажуваат, да сметаат дека тоа е веќе загубена работа и дека треба да ги заборават тие пари. Многумина се уште се надева. Како и да е, во период од 3 месеци подготвивме закон со кој што издадовме оврзница и предвидовме дека овие пари треба да се вратат во 10 години, 2 пати годишно, рата од 2 пати годишно, значи 6-месечни рати во период од 10 години со одредена камата и дека тоа ќе се направи од средствата во буџетот на Република Македонија. Законот беше дебатиран во собранието, беше прифатен, преходно имавме комуникација и со некои издруженија кои што беа составени од штедачи на ваквите девизни влогови, кои што ги немаше никаде 10 години, тога се појавија кога видеа дека нешто се случува. И за среќа работите добро се завршија, законот се усвои и со гордост можам да кажам дека 2011 година е година кога се исплаќа последната рата. Тоа беше годината кога ги завршивме преговорите за стабилизација и асоциација. Ќе треба извонредно големи промени да се случат на реформски план, на градењето на нашиот систем, на апроксимацијата на двете законодавства. Едно е нормно, на еден нормен законодавен опус што е изграден во рамките на Европската унија, толку години веќе таа постои и на приближување на двете законодавства низ нашите активности дома. Екипата предводена од вице-премиерот тогашен Васил Тупурковски, на кого јас како републички советник, тоа беше политичка функција во тоа време, му бев заменик, за рекордно кратко време успеа да ги заврши преговорите. Тоа всушност не беа преговори, тоа беше практично разговор за тоа кое поглавје, од кој до кој простор што го препушташе Унијата за акомодација на собственото законодавство и на позицијата на државата, да се искористи. За неполни 8 месеци откако се отпочнати преговорите во април оваа година за спогодбата за асоциација и стабилизација, очекуваме на Загребскиот самит да бидат парафирани, а потоа после сите технички процедури да биде и подпишана спогодбата.
Звездата на Загребскиот самит беше Република Македонија, која на маргините на самитот официјално ги финализираше преговорите за склучување на спогодбата за стабилизација и асоциација, како прва држава од Западен Балкан која потпиша таков тип на асоцијативен договор со Унијата и го парафираше текстот на спогодбата. Доста лесно од наша страна ја завршивме работата, бидејќи тогашната влада на ВМРО ДПМН и Демократската алтернатива и ДПА беше однапред договорена меѓу себе, постоеше цврст консенсус меѓу учесничките во таа коалиција, прашањето да се симне од дневен ред што е повргу и да се надомести изгубеното време. Основно е останува и ќе биде навистина едно сериозно прашање за нашата собствена организираност, политичка волја и политичка дисциплина, дури не само на владеечката структура, туку и на купната политичка структура, оваа година да спроведеме интензивен реформски процес. Без тоа ние немаме шанса да ги разрешиме прашањата на нашето приближување кон Европа. На крајот на таа година, Европската банка за обнова и развој објави список на најголеми реформатори за 2000 година како држави. Ке подсетам, Македонија беше прва во Европа. Значи, прва во Европа за 2000 година според спроведените реформи. Тоа за нас беше валоризација на вложениот труд и на направените реформи. Во тоа време, како и сега, имавме една политичка групација која во секој потег на владеачката гарнитура, особено ако не беше од нивните редови, му наоѓаше забелешка. Било со пасивно однесување, било со шетање наоколу по државата да докаже дека додека ние преговараме, по планините ни се спремаат терористички групации кои треба да го уриваат поредокот. Кај си ти што беа по нивите? Ја по нивите на мушка? Застани малце, тука застани. Прати се нас. Чисто, не тука. Според климатските фактори и според поднебието, во Македонија теоретски секоја пролет може да биде релативно топла, но таа 2000 година се повеќе се зборуваше за жешка политичка пролет во нашата држава. Летото таа година настана расцеп во ВМРО ДПМН и колку што најбројната партија во власта со попратеници и колку што знам 8 пратеника од ВМРО ДПМН и Стапија. Сите тие беа приврзаници на Борис Стојменов, кој до крајот на 99 година беше подпредседател во владата, а со реконструкцијата што ја изврши, мислам, на 20 декември 99 година, тогашниот премиер Љупчо Ѓорѓиевски отпадна Борис Стојменов, кој беше, мислам, подпредседател и министер за финансии. И бидејќи како последица на тоа дојде до врижба во ВМРО ДПМН и летото, во времето на годишните одмори, тие 8 пратеници и Стапија, а почна да се јавува колебање и околу и внатре во нивниот коалиционен партнер Демократската алтернатива на Тупурковски. Коалицијата ќе биде само со Демократската алтернатива во овој момент, како што се разговара. Дали нешто ќе излезе со некоја трета партија или четврта, тоа ќе го видиме во понатамошниот тек на настаните. Локални избори 2000 година. Власта добива најмногу градоначалници, но опозицијата ги освојува скоро сите поголеми општини. Владината коалиција почнува да ги покажува првите посериозни слабости и меѓусебни несогласувања. Самиот Тупурковски негде есента јавно истапи дека не одобрува програмата на владата и дека сам ќе предложи
алтернативна програма и че ја понуди на владата. Околу тоа настапија доста големи заплети. Тупурковски инсистира на 11 до 12 министерства. Ќе се договорите? Ќе се договорите ли? Ќе видиме сега. Ќе видиме, денеска ќе разговараме. Тајванската авантура на Васил Тупурковски доживеа сериозен неуспех. Председателот Борис Трајковски не ги прима акредитивите на тајванскиот амбасадор. Не знам зашто таков притисок се врши врз мене од тајванска страна. Нели ти имат сега вршител на должност тука и тој дипломатската пракса познава. Што му смета да тој си извршува функции така како што се? Кон крајот на 2000-та година, значи, еден од серијалот на настани кој е вовед во 2001-та е и растурањето на владеачката коалиција, односно излегувањето на демократска алтернатива од власта. Се смеда дека тоа е токму последица на неуспешноста на авантурата Тајван и нарушените односи помеѓу Тупурковски и Љупчо Георгиевски. И тоа е еден исто така битен елемент за анализа на македонската демократија и македонскиот парламентаризам во смисла што таа коалиција во тој момент беше на стаклени носи. Значи, можеше да се случи и да едноставно се распадне, за да треба да се оди на нови избори или конституирање на нова влада. Меѓутоа се случи еден страшен притисок врз парламентарците да преидат од демократска алтернатива, да формираат нова група, односно да останат приврзани до владеачкото мнозинство на ВМРО ДПМН и на тој начин ВМРО фактички ја преживеа таа политичка криза. Дојде до таа промена да службениот дел, они што останаа со господин Тупурковски, пратеници од демократската алтернатива да истапат од владата и се поставуваше прашање дали таа влада има мнозинство. Се покажа дека владата има мнозинство и без струјата на Борис Стоименов и она на Тупурковски и беа избрани министри кои ги заменија министрите од демократската алтернатива и председателот на собранието. За жал, во тоа време имаше, значи, силни индикации дека пратеници се купуваа, значи имаа своја цена за да опстане коалицијата. При лепското село Штавица веќе 2 дена живее со американски каубојци, ловци на уцени, комити од времето на Отоманската империја, даскали и војводи. По снимањето на стените од Дивиот Запад во Штип и околните села, филмската екипа на прашина или со работен наслов "Каде ни оди гласот кога веќе не нема" се всели во Штавица. Новинарите присуствуваа на снимање на 2 сцени од, како што вели режисерот Милчо Манчевски, уметничката реконструкција на времето од почетокот на векот, кога Македонија била на насловните страници по светот, а низ земјата пустошеле над 200 неразлични банди. Во овој филм има многу пукање, многу крв, се разбира филмска. Има исто толку крв колку што беше крвав 20-тиот век. По мене, после Илинденското востание и Крушевската република, најдобро нешто што може да и се случи на Македонија, тоа е филмот Пршина на Милчо Манчевски. После 98 година е суштествена смена на политичките актери на сцена. ВМРО со Љупчо доаѓа првпат во коалиција со ДПА и Џафери и Тачи, една драматична промена, која имаше и позитивни ефекти во економијата пред се. Меѓутоа, која разви една теза за релаксирани меѓуетнички односи, кои можеби они така ги гледаа, можеби тие стварно беа така. Да ја потсетам, ние имавме исклучително добри рапорти за состојбата на младсинските права. Гласно се пласираше тезата дека нема меѓуетнички проблеми во Република Македонија, дека многу се хармонизирани тие односи и нема проблем од тој карактер. Во 2000-та година, особено во текот можеби на првата половина од годината, не се насетуваше ништо што би значило конфликт во Македонија, затоа што гледано од мој аспект како новинар,
политичката ситуација во земјата и тогашната влада како соработуваше. Тоа беше владата на ВМРО ДПМН, Лјупчо Георгиевски и ДП со Џафери и Тачи. Беше влада која многу ветуваше. Ветуваше во однос на меѓуетничките односи, затоа што тогаш почна да се движат работи што до тогаш се нема случувано. Прашањето за високото образование на албанците, поставувањето на првите основи за локалната самоуправа, интенцијата тоа да се спроведува, самиот однос на коалиционите партнери беше многу солиден, немаше уцени, немаше кавги во коалицијата. Од економска гледна точка пак на некој начин имаше одреден, може да се рече, и просперитет и немаше чувство на дестабилизација во државата. Ние немавме написи, барем јас колку што се сеќавам, во таа смисла на зборот дека треба нешто револуционерно да се случи во државата, да има толкаво незадоволство и да треба да се случи конфликт. Ништо не навестуваше дека на Македонија ќе се случи конфликтот. 2000-та година ја затекна Македонија на известен начин како поделена на зони на влијание во една, да речам, релативно хармонична ситуација што се однесува на меѓуетнички план, во смисла на некакви релаксирани меѓуетнички односи, со тоа што ВМРО си го гледаше својот дел од политичкиот па и економскиот бизнес, ДПА си го гледаше својот. Во тој период таа владина коалиција кога тврдеше дека на највисоко ниво и на најдобро ниво досега во Македонија меѓуетничките односи се добри, ни се случија одредени настани што ги издемантираа. Тоа покажува дека тие во тоа време нема реална проценка на теренот како стојат работите. Они очигледно се затворија во свој круг и во своите кабинети, нивните односи меѓу коалицијски стварно беа многу добри и модеше муабетот, може да се договорат за одредени работи, но на теренот очигледно се случуваше сосема нешто друго. 2000-та година е период кога посебен акцент беше ставен врз барање на законска рамка за регулирање на употребата на албанскиот јазик во државата. Високиот представник на ОПСЕ за малцински права во Македонија, Макс ван дер Штул, дава предлог за формирање на универзитет во Тетово, во кој наставата ќе се изведува на албански, македонски и англиски јазик. Во чест на високиот представник на ОПСЕ, овој универзитет во Тетово долго време го носеше неофицијалното име Штулов универзитет. Овој зачетник на употребата на албанскиот јазик во високото образование ја отвори долгата јавна дебата. Дали Штуловиот универзитет да биде приватен или да биде под државна капа? Што се однесува до високото образование на албанците во Македонија, мислам дека тоа е еден од генераторите, ако не е главен, ама еден од генераторите кој што доведе за жал да не се случи тоа што не се случи во 2001. Ги влече корењата, сите знаеме, од далечна 94. година, кога имаше обид да се отвори висока образовна институција, во што албанците тогаш беа спречени. Во таа намера дури падна и жртви. За жал, единствената цел беше да можат на својот мајчин јазик да се образуваат. Јас сум од Западна Македонија, од Струга, значи мене да ме праша и тога, одма, не само високо, значи че им се дадат на албанците образование. Зошто? Ти може со образован човек да се разбереш. Со необразован човек не може да се разбереш, те го зема пиштало, ти пука за 300 денари. А друго е, дај му школа. Никој да сака да учи, ти да му викаш не можеш да учиш, од ова перспектива не знам. Нашата елита тога немала визија, дека дај му ти школа, образовај го, инкорпорирај го во системот, социализирај го и нема да ги имаш тие проблеми. Македонската јавност, односно македонските политички партии тоа време не беа толку свесни и мудри во проценките дека треба да се дозволи такво нешто и да се уважи барањето на албанската заедница. Тоа е што ние немавме идеја. Кутрото ПДП на времето за една педагошка академија протестираше, ние стававме шатори, протестиравме. И кој е епилогот? Епилогот е 2 универзитети. Сега да им дадеш. Од оваа перспектива, ова сега ви изгледа смешно.
Но во тоа време тоа се промовираше као губење на македонскиот идентитет на државата, ако албанците учат на албански јазик во терцијарното образование. Тоа влече корени од комунизмот. Тука и таму имаше некои, како ги нарекувавме во тој режим, честни албанци, кои беа и на високи позиции номинално, но системски таа етничка заедница објективно беше на маргините. Ако сакате и по поделбата на ресурсите, и пред 90-та, вие ќе најдете дека некои региони од Македонија се развиваат побрзо, бидејќи добиваат повеќе пари од централниот буџет, отколку, например, Полошкиот крај, кај што е Тетово и Гостивар. Човековите права се неограничена категорија. Јас, кога се правата на луѓето упрашање, велат, дадени се вакви права, вакви и така натаму. Самиот факт дека некој на некого му дава права, говори дека некој е во позиција да дава, а некој е во позиција да бара. Значи, правата на луѓето се природна неограничена категорија. Дај Боже да дојдеме во ситуација никој од никого да нема потреба да бара права. Значи, постоја внатрешни причини за конфликт. Ја воопшто не велам, кажувајќи го ова, дека имаа право тие што пукаа во полицијата и во војската, напротив. Мислам дека се, тоа е мојата животна филозофија, ама баш се, мора да се одработи низ институциите. И мора да се договориме како луѓе, наместо да пукаме еден во друг и дури потоа да речеме, ај сега да разговараме. Значи, не го оправдувам тоа, само ви кажувам, постоеше фрустрација на албанската заедница, која 10 години по комунизмот практично воопшто не беше интегрирана во системот. Статистиката тоа речито го говори. Постоја максимум 2,5% албанци во целокупната државна администрација. Во тие така наречени сензитивни државни органи, полиција, војска, тајни служби, немаше ни во промили. Се укажуваше на тоа дека нешто се спрема, но никој не сакаше да верува дека нешто се спрема посериозно во Република Македонија. Политичката и меѓуетничката ситуација во северозападна Македонија почна да се влошува. Настаните во Арачиново, Кондово, Кравари и на косовската граница несоа немир и неспокој меѓу политичарите, а посебно меѓу обичните граѓани. Синоќ околу 22 часот и 30 минути на патот за село Арачиново Скопско, близу фудбалското игралиште на фудбалскиот клуб Шкендија, засега непознати сторители извршиле напад со огнено оружје во припадници на Министерството за внатрешни работи, кои вршеле контрола на моторни возила во врска со попречување на кривичните дела, одземање и кражби на возила на подрачјето на град Скопје. При нападот од сторителите биле употребени 3 автоматски пушки и 1 пиштол, а од истрелите животот го загубиле Ерол Готак, 27 годишен инспектор во ОВР Газибава, Кирил Петрушевски, 23 годишен полицаец во полициската станица Газибава и 26 годишниот Ацо Ангеловски, полицаец во полициската станица за безбедност на патниот сообраќај. Ни се случи Арачиново, каде загина тројца полицајци. Мотивите иако беа криминални за тоа случување, но очигледно некој многу добро го испланирал тоа да заземе таков тек. Од самиот ден на злосторот постојат тенденции тој да се злоупотреби за поттикнување на меѓуетнички тензии во државата, имајќи предвид дека меѓуетничките односи се еден од најважните фактори за стабилноста на нашата држава. МВР мора да ги расветли мотивите на убиците и тоа да го соопшти јавно, бидејќи една работа е ако се работи за класичен криминален акт, а друго е ако е во прашање убиство од други победи, например, верска нетрпеливост или политички цели. Тогаш во целиот свет тоа се нарекува тероризам. Случајот во Арачиново според мене е класичен криминален акт со дебела криминална позадина, чија генеза допира години наназад во периодот на владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Зарем и понатаму ќе дозволиме, колеги пратеници, методот на распитување, на распит да биде со малтретирање?
кога сето тоа може да се направи многу софистицирано. Во тој период, мислам дека премиерот беше уверуван од неговиот коалиционен партнер од албанската страна дека нема ништо да се случи, дека се е во ред, дека се тоа изолирани инциденти. И мислам дека премиерот веруваше во тоа, дека тоа се изолирани инциденти. Иако службите укажува на тоа дека се припрема нешто, дека се спрема нешто. Ете, јас се уште не би сакал да давам никаква политичка конотација на инцидентите, меѓутоа се уште длабоко сме убедени дека се работи за криминални спреги. Убиството на тројцата полицајци во Рачиново беше првиот сигнал дека нешто посериозно ќе се случува. Тогаш полицијата интервенираше адекватно, брзо. Имаше одредени апсења, се знае сторителите. Мислам дека тоа убиство требаше да биде главниот сигнал во структурите на МВР за преземање на некои посериозни мерки за припремање на полицијата за тоа што предстои. Но сепак пак тврдам дека некој не сакаше во врвот да верува дека може да дојде до такво нешто, до посериозен конфликт. Убиството во Рачиново е јануари 2000 година, значи една година е пред нашиот конфликт, и до ден денес има прилично контроверзни позиции, две сосема спротивни позиции за неговата суштина. Значи, освен што имаме 3 полицајци убиени на влезот во селото при вршење на редовна полициска патрола, некои луѓе се склони да веруваат дека тоа е практично почетокот на македонскиот конфликт. Значи, јануари 2000. Други велат дека е тоа само обид на тогашните параструктури да се накалемат на една акција, значи да се закачат за една акција која од аспект на нивната филозофија во тој период, нивниот концепт, платформа, им вршеше работа. Затоа што е факт дека постои соопштение на тогашната ОНА, кој е издадено многу подоцна од реалниот настан, кој се случи во јануари, ви реков, во кој се вели ова е наше дело, ние ја преземаме одговорноста заради тие и тие причини. Мој впечаток е дека, но за тоа треба дополнителни истражувања, не можам да бидам до крај сигурен, мислам дека тоа не е почетокот на војната во Македонија. Мислам дека тогашната ОНА само умешно го искористи тој настан за да го најави своето присуство и на овој простор. Следеше Осломеј, после Осломеј следеше гранатирање на полициска станица исто во Теарце, во Тетовско, што значи дека интензитетот постојано растеше. Јас се сеќам дека 2000 година бев поканета во Маршал центарот во Германија, во Гармиш-Партенкирхен, заедно со Ветон Сурои, да зборуваме за перспективата на Македонија Косово. Додека Ветон Сурои беше благодарен на НАТО силите за интервенцијата и спасување на многу животи, јас во мај 2000 година јавно кажав, до година кога ќе ме поканите на вашиве средби, јас нема да можам да дојдам затоа што во мојата држава ќе има војна. После само неколку месеци, моите колеги кои беа присутни таму ми се јавуваа на телефон да ме прашаат како можеше да знаеш. Јасно, 2 и 2 се 4, мислам, сите елементи беа веќе на сцената. За честија инцидентите на границата со Косово. При извршувањето на редовните обврски во рамките на граничното обезбедување, граничната патрола од караулата Долно Блаце во 14:30 часот на оддалеченост од 1 километар североисточно од караулата во длабочина од 50 метри на наша територија, забележала двајца илегални преминувачи. На предупредувањето да застанат, тие веднаш се повлекне на територијата на Косово среде Југославија, а граничната патрола според постапките на граничното обезбедување поставила заседа. По половина час на местото на настанот е испратена нова гранична патрола во состав од 4 професионални војници.
По известно време врз неја е отворен оган од снајперско огнено оружје, при што двајца војници се ранети. Состојбата во државата сосема нормална, но овдека очигледно станува збор за голема пречка во однос на армијата на Република Македонија, која ми ги отежнува шверцот и бизнис интересите на одредени групации кои сакат да постигнуваат големи профити. Меѓутоа, жалосно е тоа што, а и за нас е прилично непријатно, што се употребуваат крајно ригорозни методи. Методи кои не можат по ниедна друга основа да бидат квалификувани освен како терористички зафат. Се случи да 4 македонски војници бидат киднапирани, граничари бидат киднапирани од сили во Косово, значи од оние паравојни формации УЧК, кои потоа влегува во преговори со македонското министерство за одбрана, кое преговараше за ослободување на тие војници. Се покажа дека е Македонија порозна држава, дека фактички на границата можат да ви влезат паравојни формации кои потоа преговараат како некој фактор со министерството за одбрана. И сето тоа покажа една ровита ситуација, една јасна слабост на државата. Мојата теза е дека регионалната динамика од Косово и од Јужна Србија беше посилна отколку внатрешната динамика во Македонија. Јас често знам да кажам дека и да беше идеална меѓуетничката ситуација внатре во Македонија, а не беше, и да беше идеална, повторно регионалната динамика после туку-што завршен косовски конфликт, пошто туку-што завршен конфликт во Прешевската долина, кој каде што исто имаше меѓународна заедница и еден вид на мировен договор меѓу српската држава и тие бунтовници на југот на Србија, повторно ќе имаше обиди од некој од нив да го пренесат тоа насилство и преку граница. И тоа се случи. Че во првите 2 до 3 месеци од македонскиот конфликт ние имаме доминантен број на борци од таа структура кои доаѓаат од преку граница. И после одредени акции се враќаат пак преку граница назад. На почетокот немаше организирано луѓе од страна или ова, значи беа локални луѓе, но од денешен аспект мене ми е јасно дека тоа албанскиот фактор во тој момент го нема смислено. Значи тоа сигурен сум дека се одредени странски служби кои им одговараше да се направи криза во Македонија, манипулирајќи ги албанците, одредена група на кај албанците, значи. Тоа беше една помала група која покасно премина во организирани формации кои излезе со политички барања и ред други работи. Мислам дека главна цел на почетокот беше да се предизвика криза. Мислам дека иницијатори за се тоа или заслуга што ни се случуваше имаат многу странски служби очигледно од соседните земји. Причината мислам дека беше Косово. Албанскиот фактор мислам дека сега разбра зошто беа изманипулирани. Тогаш се пролонгираше скоро за 10 години признавањето на Косово и на некои други работи, што се случува од денешен аспект. Самиот инцидент, самиот вооружен конфликт во Македонија допринесе на штета на албанците. Дури и самите албанци се оградуваа од одредени групи и така натаму. И имавме една парадоксална состојба. Ние нормално си живееме и со албанци, македонци, така си комуницираме. На друга страна има некои таму луѓе што се собрале во некои групи и пукаат на армијата или на полицијата и поставуваат некои мини таму, дигаат во воздух возила и така натаму, што е многу неубава работа. Значи, тоа сега се поставува прашање тие луѓе во тие групи за чии цели и за чии интереси работат. Да не се случеше инцидентот во Македонија, Косово ќе беше многу порано признаето како република. Јасно е што сакам да кажам. 2000-та го најави новиот милениум.
Тоа беше година на големи очекувања и уште поголеми надежи. Македонскиот народ се надеваше на мирен живот и просперитет на иднина, но 2000-тата ги навести бурните случувања што допрва следупаа.